Гоце, дали се слушаме? Да. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со Гоце Панговски, истражувач на македонската историја во Соединетите Американски држави и во Република Македонија, односно етничка Македонија. И исто така беше учесник на последниот семинар 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, кој беше мощне успешен семинар во најтешко време во Република Македонија, кога се спори историјата на македонскиот народ. Гоце, добар ден. Добар ден, Ицо. Поздрав до тебе и до нашите слушатели и гледачи во Австралија и до сите македонци широм светот. Драго ми е што по втор пат или трет пат сте на брановите на Македонската радио програма и исто така драго ќе ми биде што ја познавате добро и со документирано македонската, односно и веројатно денес ќе зборуваме повеќе и за бугарската историја, бидејќи наметнато ни е тоа преку оние историски комисии. Еве најнапред збор два да кажеме за тие историски комисии, па потоа ќе се вратиме наназад во историјата. Особено мене ме интересира особено потеклото на бугарите, бидејќи за нас се знае, ние како староседелци од Александар Македонски и пред тоа и Сонцето од Кутлеш и сите тие наши белези што ги имаме од античкиот дел на Македонија. Меѓутоа ме интересира и нашите слушатели ги интересира бугарското потекло. Најнапред збор два, еве да кажеш ако може за нашите слушатели овие кои не следат на Facebook и на YouTube за комисиите, дали се тоа научни, политички, како ги гледате вие? Според она што беше направено на политичката сцена, значи договорот, така наречен добрососедски меѓу Македонија и Бугарија, потпишан на 1 август 2017 година и оттаму произлегува нели и тоа да се формираат така наречените заеднички комисии или една комисија со два председатели и членови од двете страни, која што ќе ги разгледува и толкува за така наречената заедничка историја на Македонија и Бугарија. Нешто што беше грешка во самиот старт, да се стави во самиот договор, затоа што кажано 1000 пати, но не е на одмет да се повтори дека заедничка историја по некоја општа линија гледано, сите народи имаат, сите соседни народи и нации имаат заедничка историја едни со други, испреплетена низ вековите и така натаму. Но тенденцијата бугарска не од сега, не од времето на потпишувањето на договорот, туку од наназад сигурно век и половина и повеќе е така наречената заедничка историја да ја представи како бугарска историја и да ја наметне над нас македонците и да не представи нас пред светот, пред се, како бугари, а потоа со време и нас самите да не асимилира. Тоа беше и целта. Комисиите се формирани, од наша страна може би имало некоја првична идеја дека може би ќе наликува тоа нешто на некоја, ќе биде на некоја цивилизирано ниво како што има комисии, да речеме, меѓу Германија и Полска, меѓу Германија и Франција, меѓу други земји во светот, но ми се чини дека секому беше или требаше да биде јасно дека и пред самото формирање на комисиите нема да има цивилизирано однесување од бугарска страна кон нас. Значи комисиите нема да работат како што би работеле комисии на две непристрасни земји, две демократски општества, кои што би ги оставили историчарите да толкуваат историјата и да дискутираат на оној научен начин, како што тоа се прави во целиот свет. Ние знаеме, и двајцата сме учествувале на семинари, и тоа е нормална работа. Дури луѓе кои што се многу блиски пријатели, знаат да спорат на научен ниво, нели, со своите научни сознанија на научни семинари, на симпозиуми и така натаму.
ова што се прави е буквално наметнување на бугарскиот поглед на нашата историја врз нас. Комисиите служат само за тоа. Да, веројатно тука смешана и е Европската унија, исто така, има силна подкрепа, нели? За жал, тоа е всушност покрај условно ќе кажам нашето попуштање, затоа што јас и ти сигурно не би го прифатиле тоа. Она што го прави Европската унија е да и дозволува на Бугарија да го наметнува тоа врз нас македонците, како некоја си услов, нели, и уцена за нашето понатамошно пристапување кон Европската унија. Што е Добро. Да, добро, Гоце, Да. ајде збор два, еве имаме еден документ, овие документи сакам да кажам дека се твои што ги споделувам со јавноста, за бугарската историја тука да започнеме од прабугарите тука, прабулгарите до заселувањето на Балканскиот полуостров. сега една мала дигресија, ако дозволиш, Ицо, значи Повели. всушност тука е од тука потекнува и проблемот на она што јас го нарекувам на англиски, тоа се нарекува, нели, the original sin, според библискиот наратив, нели, првичниот грев на бугарската историја или историографија или наратив национален е токму тоа. Ги нарекуваат луѓето кои што се вистинските бугари, прабугари, како да живееле во некои си времиња кои што се толку далечни, како да е тоа било пред историја. А всушност не е така. Во истиот временски период постојат и други луѓе кои што не се бугари, не зборуваат на јазикот на кој што зборувале оригиналните бугари, кои што не само бугарската историографија, лингвистика и така натаму, сите пропратни науки, антропологија, ако сакаш, туку и светската, наназад со десетлетија потврдува дека се работи за турски народ или туркиски народ, ајде да не биде асли турски, нели, од нашата пријателска Турција, туку Така? од групата на турски народи, измешани дури и со монголски народи. И сега, уште едно појаснување тука. Често пати, кога ќе го споменеме тоа во дискусија со бугарите, тие нас ни велат дека ние сме расисти, дека ги навредуваме или така натаму. Дури тоа се случува и од еден од членовите на комисијата од македонска страна, кој што излегува на нашите медиуми и често пати вели бугарската страна се навредува ако ние ги нарекуваме турко-монголи или татари. Сега, преку овие книги, кои што јас ти ги пратив, и тоа е само мал дел, има многу повеќе, јас често пати велам, вие не си ги читате собствените научни дела. Значи, во нив, самите ваши научници ви кажуваат кои се и што сте бугарите. Не го правиме тоа ние, ниту па ние македонците имаме некаков проблем со луѓето што се од турски потекло или од монголско или од било чие. Сите сме луѓе на земјина топка. Така. Потеклото си е потекло. Нема тука никаков проблем. Ние со тие народи немаме никаков проблем, напротив. Можеме да бидеме најблиски пријатели. Работата е што ние со тие народи немаме исто потекло. Не сме, значи нашето потекло не е од нив. Тука е проблемот. И бугарите овде се неколку историчари, Гоце, во оваа книга. Да, ова е, значи, издание од 83-та година, ете може да видите наука и искуство, наука и уметност е тоа во превод. И тоа е во тој момент, значи од тие 80-ти, рани 80-ти години, некои од имињата еве на лево од насловната страница може да видите, тие се главните историчари на средновековна Бугарија во тој период. Васил Ѓузелев, не знам, Александар Фол и така натаму. Значи тоа е издавач, се извинувам, Гоце, издавач е Бугарската академија на науките. Така е, така е.
Значи, од највисоката научна институција во Бугарија е издание. Не е Значи, некој... не станува тука збор за некој така. Плагијат. Така. И си пишуваат луѓето она до кое што дошле по научен пат. Значи, дека бугарите происход на македонски значи потекло. Потекло и рана историја. Значи, луѓето се од турско-алтајска јазична племенска заедница. Тоа значи тоа првата реченица каде што е подцртано со зелен. Ова каде што е со стрелката, така? Да, значи происход и рана историја значи потекло и рана историја. Сега тие, нели, прабулгарите, иако фактички тоа се бугарите, нема тука ќе објаснам понатаму зошто е погрешно тоа. Значи бугарите се од турско-алтајска јазична и племенска заедница. Тоа е првата реченица на првиот ред. И понатаму образложуваат нивната прародина се наоѓала во западен Сибир и така наму, долина на реката таа и така натаму. Значи они си ја истражуваат сопствената историја на бугарите. И тоа не е никаков проблем. Так. Можеш да одиш на една од следните. Ицо? Која? Ете, таа десно може. Ете, таа е постар датум. Значи, 1922 година. Многу порано. 60-ти години. Значи, пред Втората светска војна. Зошто го потенцирам ова? Затоа што често кога ќе им покажеш книги нивни научни од периодот од 60-ти, 70-ти, 80-ти, тие велат, тоа беше времето на Тодор Живков, тогаш СССР ни наметнуваше нас. Ни наметна нас турската верзија на нашата историја, не е точно тоа. Добро, еве ќе ви покажеме книги, ваши исто, пред Втората светска војна, пред Тодор Живков. Значи, ова е наслов на книгата е Бугарите во својата историја. Јанко Саказов, трето издание, значи три пати е преиздавана книгата во Бугарија. Да. Да. Софија, 1922 година. И пак имаме страница 11 и 12, потекло и името на бугарите. И сега китајци, значи кинези, кинезите кои што биле најцивилизираните соседи на тие турско-татарски племиња, значи од кои што потекнуваат бугарите. Да. Ова каде што покажувам со стрелката, нели? Така, да. И понатаму има следното подцртано е смесени с монголски орди, значи смешани со монголски орди. Значи турско-татарските племиња смешани со монголските орди и на следната страница најдолу сега веќе ги наредуваат кои се тие. Ете, Урти Гур, Кутри Гур, Сири Гур, Унгур, Бургар, Абар, Казар, Дармар и така натаму. Сите тие се, значи, два клона, овие Утри Гури и Кутри Гури, биле два клона, значи две одделни стебла, тоа значи на источен и западен дел на бугарите. Ете. Баш кај што покажуваш сега. Мощно интересно. Значи самите ова го пишуваат. Не го зборувам јас ова, не го зборува Ицо, не го зборува македонска историографија, српска, не знам, руска или така натаму. Ова се нивни изданија. Подолу можеш да го објасниш последната реченица? Томашек е еден турколог од раниот 20 век, многу познат во светски рамки, и вели, го цитира, значи Томашек изјавува во своите дела дека името бугари означувало смесица, измешан народ. Смеса. Да, смеса, на македонски смеса. Да, а тоа се однесува на ова погоре. Турско-татарски племиња смешани со монголски орди. Добро, на која да одам сега? Можеш на првата, не, втората, извини. На втората, таа. На лево овдека, со жолто е напишано, значи тоа е книга на Димитар Ангелов. Насловот на книгата е Образување на бугарската народност. Издание на БАН, повторно, значи Бугарска академија на науки, Софија, и страниците се 116-117, мислам дека изданието е од 60
или 71 тука некаде. Добро. Значи исто познат медиевист бугарски, Димитар Ангелов. И на тие страници 116 со 17 вели тоа подцртаното со црвено вели успесите постигнати во областта на лингвистиката и откривањето на некои писмени споменици во кои што се среќаваат бугарски зборови, највеќе од така наречениот именик на бугарските кнезови, го формуваат постепено сваќањето дека прабулгарскиот етнос спаѓал кон семејството на туркојазичните племиња и племенски групи. И сега ги наредува во заграда како хуни, огузи, ујгури, хазари, печенеги и кумани. Сега, тоа гледиште се развива и така натаму. На следното подцртано, вели, во последствие, значи, откако беа откриени некои нови споменици, во кои што се среќаваат прабугарски зборови, гледиштето дека прабугарите во своето, кога доаѓале на Балканскиот полуостров, биле туркојазичен етнос, може да се смета за окончателно доказано, значи конечно докажано. Так. Значи самите признаваат дека тоа. И сега подолу, јазикот на прабугарите е близок до западната или источната група на туркојазичните народи и најдолу вели дека најблисок јазик, од кој што потекнува од тие јазици, кои што го зборувале бугарите, е денешниот чувашки јазик. Значи, на современите чуваши. Чуваши се луѓе кои што се од Чувашија, така се вика земјата. Таа е земја соседна на Татарстан. Значи, тие се две републики во поранешниот Советски сојуз, сега Руската федерација. А на десно е научна статија од Ларс Јохансон, тој е исто познат турколог, значи во светски рамки, мислам дека е од швеѓанин. На англиски, значи подцртано долу вели од турската страна на јазиците ги наоѓаме татарскиот, башкирскиот, чувашкиот. Татарскиот и башкирскиот се блиски соседни јазици на кипчакскиот. Гранката од турските јазици, од Кипчак, а чувашкиот е наследник на бугарите од Волга, значи тие што се доедени на Балканот, и е единствениот жив представник на бугарската гранка на турскиот јазик. Значи, налево имаме бугарски медиевист, кој што го пишува тоа, на десно имаме шведски лингвист, турколог, кој што истото го пишува. Да. На крај убедливи докази, да. Мислам дека, знаеш, Ицо, не е целта ниту да навредиме некого, ниту да не знам, предизвикаме, не знам... Па не е, Гоце, не е навредова, документите се нивни. Па тоа ми е и целта, да. Мислам, не знам зошто постојано има некоја проблем, нонстоп ни се зборува за историја од бугарска страна, ама како да не си ги читаат собствените книги. Некако, не ми е мене тоа јасна работата, зашто се случува. Најналево ако одиш... Првото? Да. Тоа е поново издание, ете, од 93 година, од Софија, и повторно, значи, историја на Бугарија е едно така, ми се чини повеќе томно издание, и ете, има повеќе автори. Иван Божилов, Вера Мотавчиева, Константин Косев, Андреј Пантев, Стојчо Грнчаров. Значи, наведени си се. И сега, нели, Бугарија 681-864. Држава од варварски тип, така го крстиле поглавието. И сега почнува поглавието со корените, значи, што се корените на бугарите. И сега, гледаш, има Астерикс. Да. Ако можеш уште малку да зголемиш Ицо и само симни долу на страницата, тоа е фуснотата да ја прочитаме. Да разберат и слушателите и гледачите што означува тоа. Значи сега самите автори сакаат да објаснат
во фуснота кај бугарите горе, нели, од бугарите има фуснота. И сега Да, што е работа? на И вика читателите. вака. Да, вика на читателите веројатно ќе им направи впечаток дека од тука и натаму го употребуваме терминот бугари, наместо она што се наложило веќе пра или прво българи, она што го среќававме во претходните изданија. Значи, ова е 93-та година. И Да. сега продолжува. Објаснението кое го должиме е следното. На сите е добро веќе познато дека изворите предлагаат едно единствено име, а тоа е бугари. Значи, нема прабугари во изворите во средните векови, има бугари. Ете, и на грчки, и на латински. Тука прав па се појавува и на грчки, така. Така, вулгарои и ова другото е булгарес на латински. Да. Со различни деформации, нели, во изворите има малки искривувања на тоа како е запишано. И продолжува дека е известно уште нешто, дека именувањето прво или прабугари, можеш таму да останеш, само зголеми го пак за да можеме да прочитаме. Така, добро. Има научно потекло и тоа се појавува во непосредно пред Втората светска војна, значи објаснуваат кога за прв пат го почнале да употребуваат прабугари. И се налага значи како се наметнува веднаш после од марксистичката историографија со идејата дека така се разграничуваат бугарите од веќе формираната покасно бугарска народност. И сега објаснуваат авториве дека таков наратив, освен што противречи на нашите извори, е и ненаучен. Значи самите признаваат дека тоа е ненаучно така да се нарекува. Тоа е името едно и единствено во заграда булгаро и булгари подолу. А содржинието е известна степен се променува, значи што содржи тоа име, и не е никакво посегателство со современата наука. Крајно време е да како се вика, да ја признаеме историската реалност и да ја отфрлиме една беспорна историска неправда. Значи, белешка на авторите. Значи, да појасним уште за слушателите и гледачите. Сака да каже дека или прво българи е грешно. Дека треба само бугари да си се нарекуваат. Зашто тоа се, тие биле бугари. Сега, на десната страна, уствари, на истата страница кај што почнува со црвено, велат вака. Денес, со увереност, може да се тврди дека местото каде се формирала бугарската племенска заедница треба да се бара во Централна Азија, поточно на северозапад од Памир и Тјан-Шан, во Алтай. А може би и по-на исток во Џунгарија и источна Монголија, на десно, ако одиш сега, на страницата. Да. И сега основа за ова, современата наука го наоѓа во древно кинеските летописи, каде што присуствуваат некои имена Пуку, Бугу и така натаму. Сега тие тука тврдат разни работи и во следната реченица вели може да се тврди дека бугарите се дел од турско-алтајската јазична племенска заедница. Истото, она што беше од 83-та изданието. И на следното вика нивниот јазик, тоа техниот език, се однесува кон западно-хунскиот клон на турските јазици, подцртаното најдолу со црвено. Да, ова со црвеното. Да. Турските езици. Да. Значи самите си кажуваат кои се и што се. Си кажаа дека не е праболгари, туку българи, правилно, и тие луѓе се на турско-јазични се. Значи биле племенска заедница сродна со монголите или измешана, како што научивме во претходните книги, која што зборува на некој си турски јазик. Денешен негов наследник е чувашкиот јазик. Сега оди најдесно, уште една да покажеме и да објасниме зошто го покажуваме. На десно самата огромна наслов Тангра
не мораш, вака нека стои, и се гледа добро. Тангра е божество, врховно божество на сите турски или туркиски народи. Значи се среќава кај сите тие наведени, кипчаци, не знам, сите што беа наредени, хуни и така натаму. Значи во средните векови и претходно, дури до пред новата ера, и се среќава на еден надпис од бугарите во Бугарија, кај што е малце со искривена форма, Тенгри, ама истото значење го има. И сега, тоа е насловна страница, значи зборник во чест на 17 годишнина од академик Васил Ѓузелев. Васил Ѓузелев е еден познат бугарски медиевист, и во негова чест издале во Бугарија зборник. Са многу смешно. 2006. Да, 2006 година. Тангра е, нели? А издателство на универзитетско издателство Свети Климент Охридски. Тангра и Свети Климент Охридски немаат никаква врска едно со друго. Едното припаѓа божество на бугарите, оригинални, кои што се турско-јазичен народ, а Климент Охридски се знае дека нема врска со таа работа. На лево, француски автор, Жан-Пол Ру, во превод на насловот е Религијата на турците и монголите. Так. И на 112 и 113 страница Тенгри, тоест Тангра. Какви? Овде. Да, за жолто што е, да видите гледачите. Значи, Тангра е божество на турските народи. Ете, на 2-3 реда погоре стои Каган, тоа е една титула. Баш кај што покажеш 2 реда погоре, Каган пишува, Каган, тоа. Каган. Тие се титули на турските народи во средните векови и претходно. Таркан, Каган и така натаму, нели? Од таму доаѓаат и Хан, Кан и така натаму. Значи, зошто го покажавме сето ова? Затоа што е важно потеклото на народите, особено кога Бугарија, да се вратиме на почетокот, тоа што го спомнавме, Така. преку комисиите сака да започне нашата заедничка наводна историја меѓу Бугарија и Македонија да започне во средните векови. Зошто? Затоа што претходно нема бугари. Особено не па на Балканскиот полуостров. Тоа не е познато ни дали во Азија имало, а не па на Балканот, ама ете, на Балканот прв пат доаѓаат во 7 век. Или може би претходно имало походи и така натаму, нели? Но како некаква група што останала е, нели, начело со Аспарух. Так. Видовме од сето ова дека Аспарух бил начело на туркојазичен народ, кој што верувал во Тангра, значи божество општо турско, на турските народи, и изборувале на јазик од турската група на јазици. Негов денешен наследник е чувашкиот јазик. Зошто го потенцираме ова? Затоа што во Бугарија во сите научни институции, од основните училишта, средните, факултетите и постдипломските студии, па дури и на Бугарската академија на науките, и во сите институции, значи научни и образовни, јазикот за кој што светите браќа Кирил и Методија ја прават глаголицата, се нарекува старобулгарски јазик. Проблемот каде? Иако е очигледно, ама ајде да објаснам. Во истото време се живи туркојазичните бугари и луѓето кои што зборуваат словенски јазик. Свети Кирил и Методија се родум од Солун. Солунчани. Солун никогаш не бил дел од никаква бугарска држава, особено не тогаш кога тие се родени и тие се веќе возрастни и веќе се испратени, значи од византискиот цар Михајло III на мисијата во Велика Моравија, Так. за да помогнат на кнезот Ростислав тамо да добие, нели, книги пишани на јазикот на кој што го разбираат луѓето тамо. Да кажеме, ето една смешка, кој што ја напише сам еден бугарин кога се расправавме на една страница
со многу од нив на Facebook, еден бугарин човек, значи не македонец, изгледа му дојде преку глава да тврдат бугарите дека и Кирил и Методија се бугари и се е бугарско. И им рече вака, добро ако во Велика Моравија и таму збореле старобугарски. Значи, Апла ги фати во лага. И сега тие се сепна, не можат како сега. Сега и во Велика Моравија старобугарски ли зборува? Нема логика таа работа. Значи, уште од хрватскиот славист Јагич, нели, од почетокот, од крајот на 19-ти, почетокот на 20 век, па наваму, тоа многу добро го знаат и нашите лингвисти, во светот не само превалентна, туку докажана беспорно е теоријата дека глаголицата е направена врз основа на говорите на македонските словени од Солун и од неговата околина. Поточно од селата Висока и Сухо во малку по на северот од Солун. Тоа е истражувано, докажувано многу пати и нема никаква потреба да се докажува повторно, но проблемот е што во Бугарија на празникот на светите браќа Кирил и Методија 24 мај минатата година, значи не ова, минатата година, јас ги следев нивните медиуми да видам како ќе се празнува. Сега ќе ми извиниш, нема да се сетам на името, но декан или продекан, значи на еден од нивните универзитети, ми се чини на Трновскиот, беше поканета, жена е, да една од нивните државни телевизии да зборува во чест на празникот. И таа изјави дека мајчиниот јазик на Свети Кирил бил бугарскиот јазик. Замислете каква е таа конструкција, какво е тоа искривување на фактите, какво е тоа безочно лажење на сопствениот народ и на сопствената млада популација. Тоа не би поминало никаде. Ако е надвор од Бугарија, нема да помини во науката. Не само што сите така наречени словено-јазични народи, значи ние срби, хрвати, словенци, украинци, руси и така натаму, не знам, пољаци, чеси, сите јазикот за кој што е направена глаголицата го сметаме за старословенски јазик и истото го смета и целата светска лингвистика, значи славистика особено. Само бугарите го нарекуваат старобулгарски јазик. И тоа е оној што го нареков на почетокот првичниот греф бугарски. Затоа што се наметнува хегемонистички една теза пред се во меѓу сопственото население, но се обидуваат тоа да го прошират, нели, кај можат. А во случајов можат врз нас или мислат дека можат, затоа што сметат дека имаат послаба страна и луѓе кои што ќе им прифатат се само и само да, нели, добијат некаков имагинарен бенефит. Добро, Гоце, тука еве да се приклучам малку и јас кон твоите ставови. Тој бенефит пак не можат да го имаат како целина. Тие бараат бугари во Република Македонија, меѓутоа воопшто не се интересираат за бугарите во Егејска, во наводници, во Егејска Македонија. Значи 51% од нашата етничка територија, македонците кои еве и ти знаеш, живееш во Америка, во Соединетите американски држави, јас во Австралија, ние сме овде секојдневно заедно со македонците од Воден, од Костур, од Драма, Кавала, од Лерин, Леринско, Битола, Скопско, од секаде. Зошто бугарите само бараат бугари во Република Македонија? И то, како кажал нашиот народ, село без кучиња, кој ќе најде некој, прави што стака. За жал, од смената на власта, на криминален начин, јас се нарекувам жал на Македонија, се уште, за жал, навака, особено, имаме период каде што се им е дозволено и очигледно
особено откако видоа што добија грците преку така наречениот Преспански договор, тие си велат зашто па и ние да не добиеме истото. И во таа насока се води целата нивна политика. И нема да запре додека некој од наша страна не рече крај, доста е. Без разлика на тоа дали Европската унија или некои трети сили и моќни центри ќе наметнуваат било какви услови. Мора еднаш да се каже крај. Така, кратко сакам пред да одиме на Втората светска војна со документите, бидејќи беше на семинарот за 150 години да раѓањето на Гоце Делчев, а исто така беше еден и од модераторите на тој научен семинар. Збор два сакам да кажеш околу твојот настап, што кажа околу Гоце Делчев. Особена чест ми беше и задоволство што не само што бев поканет, оригинално требаше да учествувам вака како со тебе, значи преку Zoom. Успеав да најдам многу ефтини карти и во договор со организаторите, особено со професорката Катерина Тодоровска, реков јас ќе дојдам и лично ќе присуствувам на моја и на нивно големо задоволство. Мојот реферат беше за Гоце Делчев како символ на македонците во Втората светска војна, за како символ на ослободувањето и обединувањето на Македонија. И низ безброј, би рекол, дури не може да се добројат местата, имињата и така натаму на каде се е споменат Гоце Делчев буквално како символ на нас македонците во тој период за ослободување од сите робства, затоа што да не заборавиме, ако за другите народи во Југославија, особено за србите, хрватите и словенците, беше тоа војна, сепак, нели? За нас беше буквално народно-ослободителна војна. Ние пред Втората светска војна не сме признаени. Немаме своја државност, не се владееме самите себе си. И по таа насока многу е важно, и јас тоа го потенцирам во својот реферат, е што тоа значи дека претходно ние немаме своји училишта, немаме своји институции, немаме како колективната меморија на сопствениот народ да ја институционализираме, да ја прикажеме на своите помлади поколенија низ школите, низ високите образовни институции. И затоа е уште поважно да се нагласи колку пати името на Гоце Делчев е употребено за именување на од најмали до најголеми партизански единици, значи на македонците. Имаш забележано? Да, и тоа е најважно во сите три дела. И во Пиринска Македонија, и во Егејска Македонија има баталјон Гоце. И во Пиринска Македонија исто. Значи, во песни, значи, од тој период е и нашата химна денешна, напишана тогаш. Еве да помогнам јас, командантот на Егејската бригада, на Македонската Егејска бригада, Илија Димовски, прекарот му е Гоце. Така е. Илија Димовски Гоце. Така е. Љупчо Арсов го користи исто Гоце како прекар во преписката. Во песни има. Кога се формира, кога ќе дојдеме до тоа малце подоцна, но еве ќе го спомнеме и тука. Кога Бугарија менува страната во сред војна и во сред Софија се расформираат нивните претходно окупаторски единици, дел од македонците кои што се мобилизирани од нивна страна се демобилизираат, ја напуштаат бугарската армија и ја формираат фамозната бригада Гоце Делчев. Значи тоа е од македонци е формирана и таа се враќа во Македонија и да се приклучи кон македонските партизани. Многу значаен документ кој што јавно да му заблагодариме тука, иако и во рефератот го спомнувам тоа, особено во фуснота, и јас и тој лично си имаме многу добар однос. Пронајдокот на нашиот новинар Саша Узунов, кој што во архивата на Рузвелт најде документ од Вилијам Бил Донован, значи тој е човекот, да појасниме за гледачите и за слушателите, кој што е
начело на американската тогашна ОСС, се вика, скратеница, значи Strategic Operations во Втората светска војна, која што потоа прераснува во она што до ден денеска се е познато како ЦИА или Central Intelligence Agency. Значи тоа е мозокот на таа агенција во Втората светска војна. Тој лично пишува меморандум до председателот Франклин Делано Рузвелт да го информира дека се формира бригадата Гоце Делчев во Софија и ќе оди назад до Македонија да се бори за слободата на Македонија. Мислам, тоа е просто неверојатно. До таков детал да стигнеме, би разбрал да е од некој подчинет или обавештаец на теренот и така на. Секако дојдено е така до него. Тој сигурно не бил лично таму, но тој е лично подпишан. И меморандумот е испратен од него до председателот Рузвелт. Значи, стои како документ. Јас во меѓувреме контактирав ексклузивно и за тебе и за нашите гледачи и слушатели. Не сакав да биде објавен документот туку така. Значи, сакав да биде научно, нели, како што треба. Се консултирав со професор Чепреганов, кој ми рече дека не е објавен на македонски јазик до сега. И потоа јас стапив во контакт со архивот, значи тука скоро сите американски председатели поранешни имаат своја библиотека или архив во нивно име и таму се чуваат документите кои што се за нив. Јас контактирав со нив и побарав дозвола да се објави и добив дозвола и како факсимил да се објави и во превод. Значи ќе биде со сите нишани, она што го нарекуваме ние, со цела научна апаратура, со фусноти и со целосен превод. Да не биде плагијат, да. Да, и уште поважно, членовите или некои од членовите на таа бригада, која што го носи името на Гоце Делчев, потоа се прераспределени во други поголеми единици, затоа што се окрупнува македонската, веќе станува војска. Некои од нив се во артилериската бригада која што е на Калето, на побуната на 7 јануари 1945 година, каде што велат не сакаме на Срем, сакаме на Солун да одиме. И во изјавите, една од изјавите на луѓето кои што се судени за таа работа, тој вели: јас им наредив на војниците да одат да го земат знамето со Гоце Делчев. Значи идејата за обединета Македонија и Гоце Делчев се не раздвоиви се. Нераскинлив дел. Нераскинливи се, да. И тоа е исто многу значено. Го цитирам таму и еден подоцнежен многу сепак исказ на Крстец Црвенковски, но сепак е даден на 50 годишнината од почнувањето на организираната борба, нели? 11 октомври, во чест на 11 октомври 1991 година. Тој во едно интервју за тогашното радио Скопје се уште, македонско радио, кажува дека се повикува на Гоце Делчев во интервјуто и вели до тогашните идеи кои што се ширеле, особено во историографијата, и југословенска, но и македонска, дека КПЈ имала најважна улога и така натаму, се погрешни. Затоа што македонскиот народ сам се кренал во сите три дела на Македонија заради својот порив за слободата и за обединувањето на Македонија. Си го кажува самиот тој учесник директен во целиот период и на највисоки државни функции. Да, така Пиринска Македонија беше кренато во јули или во јуни со Никола Парапунов и Иван Козарев. Иван Козарев, да, така е, така е. Тие први дури и на Балканот ми се чини дека се први. Да. Што е многу значено. Бугарите затоа што тие имаат многу мала, скоро никаква, подоцна се вадат со некои тамо помали акции, но во суштина нема некоја партизанско движење на бугарска територија. Дури еден од одредите имаат кога се сојузници со Хитлер. Така е. И тоа е многу лесно објаснливо. Ицо, мислам, за нас е толку проста работата, ама ето толку ги извитоперуваат историјата, што е просто неверојатно. Ќе ги објасниш овие документите што ги имаме?
да почнеме со окупацијата, или ајде тој средниот, кај што пишува фашисти. Ето. Значи, ова е дел од бугарски весник, кој што си се нарекува буквално бугарски фашист. Издаване во раните 30 години на 20 век. Значи, цели 10 години пред воопшто да почне Втората светска војна. Во Бугарија се има организирано фашистички весници и фашисти. По урнек на италијански. Во Италија е почетокот на тоа движење по светски рамки, но сепак бугарите од многу рано и тие се приклучуваат на тие идеи. И антисемитизам имаат отворен, има објавено дела против евреите во Бугарија и така натаму. Нема да го објаснувам, ова тоа е, повеќе од јасно за секој што ќе го види. Да имате ваков вестник, да тврдите дека немало фашизам во Бугарија е нонсенс. Нема што да се објаснува тука. Да, понатаму? Можеме со окупацијата, тоа, да. Значи, ова е документ од Бугарски воен архив и е директно од денот на почетокот на окупацијата, 22 април 1941 година. Да. Над тоа пишува Министерство за војна, штабот на војската, број тој, 22 април 1941 година, Софија. И до командирот на петата армија, копија и така натаму, и си пишува тоа значи пехотна, значи пешадиска дивизија, 6-та пешадиска дивизија, од 23 април утрината да започне сосредоточено за окупирање на Македонија. Самите си запишале, нема што ние да се правдаме, да им објаснуваме, не знам што. Нека си ги прочитат сопствените документи. Значи, сосредоточено да почнат окупирање на Македонија како што следува. И сега си пишува. Инаку би требало овде го ценели да стои ослободување. Да. Тие не ослободиле, да, во 41 година. Тоа е една од поголемите смешки. Сега ова што го кажуваат сега во денешните, овие последните 3-4 години, овде ако било тоа така, треба да стои ослободување на Македонија и види, и знае зашто не можат до толку не се дрзнуваат да го пишат тоа така. Иако и го има по нивни портали и така натаму, дури се сретнува дека ја ослободувале Македонија во 41 година. Затоа што ја сменуваат страната во сред војна, затоа што мора после нешто пак да кажат како сега од другата страна пак ослободувале. Тука е проблемот. Ќе дојдеме до тоа. Стави од тој кај што беше бугарски фашист весникот, десно од него едно. Ето. Богдан Филов. Да, ова е од дневникот на Богдан Филов. Богдан Филов беше професор по археологија, ми се чини, пред војната, и за време на Втората светска војна е премиер на Бугарија. Значи, тој и царот бугарски се главните луѓе во Бугарија во Втората светска војна. Ова е од неговиот личен дневник објавен во Бугарија. На страна 305 објаснува, значи ова е пред окупацијата да се случи, некаде, мисли чини март месец 41 година, на подцртаното пишува ние треба веднаш да побрзаме и да ја окупираме Македонија. Значи самиот си кажал и Богдан Филов дека се работи за окупација на Македонија, а не ослободување. Подцртаното така. Да. Веднаш действително, значи акционо треба да побрзаме да ја окупираме Македонија. Затоа што во тој период тие се препираат со германците до каде да ја окупираат Македонија. Затоа што другата страна окупацијата е италијанска. Италијанско-балистичка, фактички албанска. И сега работава е до каде. До каде ние да добиеме, до каде да добијат италијаните.
А најсмешната работа е што ни едните ни другите на терен тие не освојуваат ништо. Германците се тие кои што ја покоруваат кралска Југославија. Воено, нели? Овие доаѓаат на готово. Ако сакаш и од тој аспект, ништо тие дури ни окупација не извршиле како што треба. Мислам, ако сега веќе навлагаме во детали, ама тоа е така. Значи, тие не се бореле на терен. Сега можеш, Ицо, на црното тоа. Тоа. Ова е, малку ако го смалиш, за да го прочитаме цело, ова е цитат од Ченто, од автобиографијата на Ченто. Самиот Ченто пишува. Значи, да прочитаме. Знаев дека македонците со душа чекаа да се тргни српската власт, па затоа во почетокот ја дочекаа бугарската војска како ослободител. Подоцна се уверија и бугарската власт не е ништо подобро од српската. Тоа можеше да ги мотивира да се приклучат во борбата, но само ако им беше јасно дека таа борба се води за обединување и самостојување на Македонија. А тоа можеше да биде, значи на Прилепски си пишува со биди, ако македонските партизани се борат на своја, а не на туѓа земја. Затоа неколкумина се спротиставивме на тој предлог и се застапувавме, ако веќе не можеме да се справиме со германската војска и сме принудени да ја напуштиме Дебарца, тогаш да одиме на исток или југ, каде што зимата е поблага, ама во Македонија. И сега на што се однесува овој вториот дел? Ченто тука се противи на предлогот на Светозар Вукмановиќ Темпо, кој што е присутен во главниот штаб кај на македонската војска, кај што е Ченто, кога се притиснати од германците во офанзивата, кога се наоѓаат на теренот на Дебарца, Темпо вели, ајде сега сите да се повлечеме македонските партизани према Косово и нагоре према Босна и Херцеговина. И Ченто и Апостолски велат, нема шанси. Ние се бориме за слобода на Македонија и за обединување. Затоа е ова го зборува Ченто, дека нема да никој да ни се приклучи во борбата, да ги водиме во Босна и Херцеговина да се борат. Нема зошто да го прават тоа македонците. Така. Понатаму? На лево сликата, тоа е само слика, ама чисто е показател, знаете, тоа е некој аеродром, влезот на аеродромот, Втора светска војна, ете го бугарското знаме. По царот Фердинанд е крстен, таа некоја, мислам, че некој аеродром е ова, не знам точно каде, и германската кука с крст. Значи заеднички. Си стојат. А бугарите кога го сменаат црвеното со зелено? Како мислиш? На знамето? Да. Од претходно им е зелено. Тие го копираат руското знаме, нели, руското е бело-сино црвено, тие е зеленото, од Татарстан исто има зелено. По таа линија изгледа. Не знам. Ама порано е. Тоа е направено негде во 19 век. Јасно се гледа, тука мислам, тоа се бугарски војници. Сега можеме да покажеме ова на лево тоа. Значи, доаѓаме до моментот, не, извини, ова кај што има црвената стрелка, покажи го, Ицо, ако сакаш. Тука. Ова е од член 25 дел, член 21 од договорот за примирие со Бугарија. Потпишан 47 година. Значи, после војната, сојузниците начело со Соединените американски држави, СССР и Обединетото кралство, Велика Британија, и сите други сојузнички земји, меѓу кои веќе тогашна федерална Југославија, во кој што испаѓа Македонија, е на едната страна, Бугарија е како на другата страна. И се треба да се потпише мировен договор. Во членот 21 на почетокот вели загубите причинети на Југославија и Грција од воените действија од бугарската окупација на териториите на тие држави ќе бидат обештетени од Бугарија на Југославија и Грција, при што ќе се земе предвид дека Бугарија не само излегла од војната против обединетите народи, значи на сојузниците, туку и објави и во сушност војна против Германија. Значи,
во смисла да се земе предвид тоа дека ја сменила страната во сред војна, за да има олеснителни околности. И сега долу, ако видиш, на истиот параграф пишува кој колку. Сумата ќе биде на Грција 45 милиони ова штатски долари, значи американски. Штати е сојузни држави. Значи сума за Грција, а за Југославија 25 милиони американски долари. И сега подолу ќе видиш на член 3, на точка 3, се смета според противвредност на доларот на Америка во златен паритет од 1 јули 46 година, тоест 35 долари за една унца злато, тогашни. И јас правев некои пресметки, во денешни пари тоа е милиарда и нешто долари, овие 25 милиони што се за Југославија. И сега да бидеме фер, Бугарија официјално ја окупира најголемиот дел од денешна Вардарска Македонија, без западниот дел, значи градовите Тетово, Гостивар, Кичево, Струга се под италијанска управа. И ја окупира југо-источна Србија, денешна. Значи, на тоа се мисли, кога се вели во мировниот договор, 25 милиони, еве да одделиме 5 милиони за Србија, 20 милиони за Македонија да бидат од репарациите. Тоа е огромна, скоро милиарда долари во денешна противвредност, Ицо. Но според ова. Значи, ако е 35 долари по една унца злато денешна. Сега, да знаат гледачите и твоите слушатели. Со Бледскиот договор 47 година и меѓу државните добри односи тогашни меѓу Тито и Ѓорги Димитров и преговорите, нели, да се прави федерација и така натаму, Бугарија да влезе во некоја федерација, па има препирања дали да биде Југославија и Бугарија или Бугарија да влезе како седма република. Тито како знак на добра волја ми ги простува репарациите. Без да праша Македонија, без да, затоа што Бугарија најголемите зулуми ги прави врз Македонија. Тие репарации треба на Македонија да дојдат. И јас искрено од она што следиме, не знам дали знаат гледачите, пред мисечни месец дена Полска побара официјално, не знам, огромна сума пари од Германија како репарации за Втората светска војна. Значи, да. Исто така Грција, кога имаше кризата пред неколку години, кога падна во банкрот и најголемиот дел на кредитите им беа од Германија, се бранеа со тоа што велеа Германија треба нас да не исплати репарации за окупацијата во Втората светска војна. Значи Македонија има целосно право да си ја бара репарацијата од Втората светска војна, затоа што Тито ја отпишал во име на добра волја, а највеќе дека перинскиот дел на Македонија ќе си се врати во Македонија. Дали се врати? Не се врати. Значи тие нивниот дел не го исполнија. Штом така, репарациите треба да се исплатат. Добро. Гоце, ти ми спомна за некој документ кој ќе го презентираме за прв пат? Видиш, тој не ти го пратив. Чекај, ќе ти го пратам на чатот тука можам или како да го пратиме? Тој е до сега невиден, не е познат. Чекај да видам дали можам на чатот тука да ти го испратам. Не, на имейл пратиме го, на мејл. Добро, ти зборувај понатаму, со кој ќе одиме понатаму? Крајното десно, ајде. Ова е советскиот маршал Толбухин. Значи, нели, гледачите и слушателите знаат дека и Тито беше маршал на Југославија. И сега не знаат голем дел од гледачите дека тоа не беше, за Југославија беше некаква врховна титула, но во однос на она како е доделена, тоа е фактички Советскиот сојуз доделува највисока титула, тоа е на генерал некаков од советски тип, е маршал, еден од нив е овој Толбухин. И Тито добива таква звање, чин, затоа што над сите нив е Сталин. А неговиот, во тоа измислен, сега да речеме, чин е генералисимус. Значи, Сталин беше генералисимус, под него се маршалите, меѓу кои и Тито. Сега едниот од нив е
маршалот Толбухин. Маршал начело на така наречениот Трет Украински фронт. Тоа е делот од Црвената армија која што оди на југ. Кога значи веќе почнуваат да губат германците и советите ги напаѓаат и ја ослободуваат целата територија на Советскиот сојуз и почнуваат да ја ослободуваат и Источна Европа. Овој човек е начело на Советската Црвена армија што оди на југ. Значи према Бугарија, према Романија, према Југославија. И кога доаѓа на северниот дел, значи Романија е веќе ослободена, доаѓа до Дунав скоро. И ова е на 7 септември 1944 година испратено од овој маршал Толбухин до бугарите, до бугарскиот народ и бугарската армија. И вика Красната армија, красна значи црвена. Црвената армија нема намерение да војува со бугарскиот народ и неговата армија, дека го сметаме бугарскиот народ за братски народ. Така. Црвената армија има една задача да ги разбие германците и да ги набрзо да настапи општиот мир. За тоа нешто неопходно е бугарската влада да престане да им служи на германците, дословно така вика, и да ги прекрати сите односи со германците и да се сврти на страната на демократските земји. Црвената армија само кажува дека германските офицери и војници кои ќе се прифатат во Бугарија и така натаму ќе бидат предадени на советските војски и така натаму. Значи командиот тука е кога го соблекува едното палто, джакетото, така. Она нацистичкото и па после го облекува партизанското. Ето така. Јас на често им го покажувам овој документ и им велам ова е на 7 септември, веќе 2 дена подоцна, значи на 9 септември Бугарија го слави и го славеше до пред некоја година како национален празник, на денот на новата Бугарија, така наречена. И тоа е значаен празник за нив, затоа што без помошта на Советскиот сојуз, тоест заплашувањето од северната страна и стапувањето на сцена на Георги Димитров и комунистичката партија во Бугарија ќе си беше сметана како и сите други, нели, пронацистички, профашистички земји кои што се приклучија кон Тројниот пакт. Значи силите на Острата, Германија, Италија и Јапонија. И фактички со ова советите по втор пат во историјата на најдрастичен начин им помагаат на Бугарија да си задржи и земјата и народот, како што го направија тоа во 1878 година, кога Сан-Стефанска Бугарија. Да, има војна меѓу тогашна царска Русија и Отоманската империја, значи Турција, и таа си е војна меѓу русите и турците. За своји потреби царска Русија, откако ја поразува Турција, во Сан Стефано, тоа е едно мало место во близината на тогашен Истанбул, сега е веќе во рамките на Истанбул, на брегот, подпишува мировен договор со Турција, на кој што, да потенцираме за гледачите, не присуствува ниту еден бугарин на подпишувањето, нема ни еден бугарин. Русија ја приморува Турција под сила на оружје и на победена страна да признае некаква си Сан-Стефанска огромна Бугарија за потребите на Русија, за да излезе Русија на Егејското море и да ги завладее на Јадранско море. Не се простира до Јадранско, ама до Егејско дефинитивно. Ама е огромна една држава која што никогаш не можела ни да существува, затоа што нема, не е никаква етничка целина, никаква. И веднаш 3 месеци подоцна Берлинскиот конгрес тоа го санкционира и баш на таа основа, дека тоа е невозможно такво нешто да се случи. Значи се вратиме во Втората светска војна. 2 дена подоцна
9 септември се случува и ја менуваат страната од верни служители на Хитлер, му стануваат верни служители на Сталин. Сега има тука една мала, многу важен детал, кој што многу малце луѓе го знаат, дури ми се чини и во македонската јавност. А тоа е документот еден налево од ова. Откај што си сега, еден налево. Одма, не тој, следниот, тој. Ова е од, значи, насловот е комунике за средбата меѓу председател на Националниот комитет за ослободување на Југославија маршал Јосип Брос Тито и делегација на бугарското правителство и бугарската влада. 5 октомври 1944 година. Пред да го прочитаме документот, да појаснам за што се работи. Тито во тој период се наоѓа на Вис, островот Вис, во Јадранското море, таму му е базата, таму има британски трупи и има и руски. Мислам, од сојузниците. Многу помалку руски, но на таен начин од Вис, не знам дали беше директно или преку Бари, преку Италија, со руски авион Тито прво доаѓа во Романија, во Крајова, од Крајова во Москва директно кај Сталин. И таму ги договараат сите работи за како ќе се одвиваат следните чекори во војната, како ќе се учествува Црвената армија, докаде, како. Тито е викнат затоа што од сите овие источноевропски подоцна земји, само во Југославија има организирано партизанско движење кој што е фактички сила на терен. Другиве немаат. Бугарија особено нема ништо. На враќање од таму, повторно во Крајова во Романија, Тито застанува. Чиј овој документ го се? Објавен и во Југославија беше, ама ова е од бугарска книга. Работничко дело. Да, објавен во работничко дело во Бугарија, ама ова ми е мене од зборник на во Бугарија објавен за се вика надврш меѓународните договори на Бугарија. И е таму објавен. Так. Значи, му доаѓа бугарска делегација на Тито во Крајова во Романија во октомври, на почеток на октомври. И се договараат. Што договараат? И еве се да преведеме. На 5 октомври 1944 се случи средба меѓу председателот на НКОИ на Југославија Јосип Брос Тито и делегација на бугарската влада на Отечествениот фронт, значи на Георги Димитров, начело со Добри Трпешев и Петар Тодоров. Разговорите протекоа во срдечен пријателски тон и во дух на взаемно разбирање. Сега да појасниме. Разбирање значи тоа. Значи да појасниме за гледачите, во тој момент Тито не е ништо во Југославија. Ама овие знаат од кај дува ветерот, дека после војната Тито ќе биде главен во Југославија и тие доаѓаат да се молат за да бидат веќе сменија страната во војната, ама не ги признаваат баш сојузниците да за еднакви. Сега до вчера беа со германците, ме разбираш. И сега постигнато е согласност. Точка 1. За војната сотрудничество значи кооперација, значи соработка. За војната соработка во борбата против заедничкиот непријател, германскиот окупатор. Видовме преска кој беше окупатор. Сега наеднаш германскиот окупатор. Добро? Точка 2. За сите прашања кои што излегуваат од меѓусоседските односи и пријателското соработка меѓу Бугарија и Југославија ќе се решаваат во духот на братските и заеднички интереси на народите на Југославија и Бугарија. Веќе гледаме тука волја да се признаат народите на Југославија, меѓу кои македонскиот народ. 5 октомври 1944 година. Делегатите на владата на Отечествениот фронт изјавија спремност да направат се за да ги поправат неправдите кои што биле причинети на народите на Југославија од реакционерните и фашистички елементи на бугарската војска и дека ќе ги преземат сите мерки за да се нормализираат односите меѓу бугарскиот народ и народите на Југославија во духот на полна братска солидарност. 5 октомври 1944 година. Со овој документ фактички Тито им дава дозвола, секако тоа е санкционирано од Сталин,
Сталин го бара тоа, бугарите да се почнат да се вклучуваат во борбата против германците, дури и на југословенска територија. Зошто е тоа важно да го потенцираме? Затоа што тие и за 44-та велат дека не ослободувале. Како не ослободувале? До вчера окупатори најнаш менуваат страната, ти убаво рече, шинелот го смениле од германски пронацистички, фашистички, најнаш партизански. Сега ние сме со вас. Так. И за да покажат, за да докажат дека навистина тоа е така, тие навистина се вклучуваат во борба. И многу бугарска војска гине на теренот на Југославија и во Македонија, тоа е вистина. Тоа не може да се порекне. Тоа нашата историографија никогаш не го порекнала. Работата е што тие си го припишуваат дека тие само ослободиле. Дека немало македонски партизани. А македонските партизани се на чело. Дури има, тие не ги пратив, имаме документи кај што апостолски Тито дава една наредба, депеша е испратена до нашиот главен штаб, кај што им вели на апостолски: смирете ги односите со бугарите, многу сте ги затегнале, ви рековме веќе дека сега се тие на наша страна. Што наши не може да ги трпат. До вчера не колеле, не беселе, не убивале, сега најнаш браке ќе ни се прават. Сега може да покажеш вториот документ од СИТ. Мислам, тоа е со слики две. Тоа. Тоа е практичен приказ. Ете Бугарија 41, како ги дочекува германците. Она што нас ни викаат цело време, вие како сте не дочекале нас. 41 година, ми се чини тоа е Софија. А долу, истата Бугарија, веќе вади транспаренти со смрт на фашизмот и го слави Сталин. И да живее Црвената армија и така натаму. Значи, двете лица на Бугарија. Двете, значи, јас често им велам, тоа е шизофрена политика и така си ја тераат они. И ти убаво рече преска Ицо, не можат во Грција тоа да го наметнат, затоа што Грција буквално има на јавни простори плакети на споменици кај што се спомнува бугарски фашистички окупатор. И тие таму не смеат да им зуцнат, да ги симнат или да ги тргнат или да не знам да протестна нота да им дадат или така натаму. Кај нас очигледно земја која што ние сме буквално возобновена е нашата државност на темелите на антифашизмот. Значи јасно ме за нас темелот на нашата возобнување на македонската државност во 44 година, а не формирање на македонците. Ченто е роден 1902 година во Прилеп. Ченто не се престори во Македонија 44 година. Ама на кого да му објасниме? Па добро е, и ќерка му Марија, јас често пати сум имал интервјуа со неа и таа доста придонесува околу овие историски факти. Така е. Соењето на македонскиот народ и борбата против фашизмот. И голем поздрав до целото семејство на Ченто. Јас се познавам лично со најстариот син Чичко Илија. Да, тој лично ми ја подпиша автобиографијата на неговиот татко, затоа што и тој учествува во незе. Има мал дел кај што тој ги раскажува работите од негов аспект. Инаку најголемиот дел е буквално цитиране Ченто. Дури за жал и за гревата да знаеме дека буквално на смртна постела им диктирал на своите деца да запишуваат во автобиографијата, затоа што за да се запамети, за да остане запишано. Да не го пратиш тој документ да го објавиме. Од Ченто автобиографијата? Не, тој германскиот документ. Така, сега ти го пратам. Чека да видам дали можам на чатов или не. Тој е ќе биде ексклузивен тука и тоа баш ми е мило. Само да видам како сум го крстил. Добро. Се работи за документ германски од Втората светска војна од септември месец
1944 година, изгледа неколку дена после капитулацијата на бугарите. Значи, кога менуваат страната. Кога ги менуваат палтата, јас велам, секогаш. Да, да. Да, тие истите борци што служеа под свастиката на Хитлер, само ги сменаја палтата, ги сменаја капите и отидоја во партизани. Дури во судењата на некои од тие што беа директно вклучени во злостоствата во Македонија, еден од нив, Богданов, мислам ли како се викаше, буквално кажува на судењето дека како се вика, некои од луѓето кои што се уште, значи тоа е судење, тоа е 47-48 година, се уште се во бугарската држава и во тоа време биле директно вклучени во прогонот, убиствата на македонците за време на војна. Значи, тие не ја доживеа онаа судбина која што требаше да ја доживее Бугарија како држава. Да ги плати, да ги сноси последиците за своето однесување 3,5 години претходно. Гоце, како тие и сега ден денес го вадат цар Борис III дека не ги депортирал евреите од Македонија? Кој ги депортира? Јас не ги депортирав, јас не издавав наредби. Кој е твоето толкување? Значи, тие се тука на теренот, тие кои што се окупатори. Покажавме од нивните документи. Нема сомневање за тоа. Мислам, тоа секој што има било каква сомнеш не треба да го има, затоа што тоа е повеќе од јасно. Германците се тие што го бараат, тоа е вистина. Но бугарскиот цар Борис III успева во наводници да ги задржи бугарските евреи, но не ги сега ги поштедува, да, но тој ги праќа во логори, трудбенички логори во самата Бугарија, да градат, да прават, вистинското спасување во Бугарија на евреите се случува од Пешев, мислам дека се вика еден пратеник во нивното собрание, и од црквените лица, од неколку од владиците, да. Значи царот не е тој што ги Кирил и Стефан. Да. Сега многу е важно да нагласиме дека и со самото тоа тие фактички признаваат дека Македонија не е нивна, не била нивна. Ако сме ние бугари, ако Македонија била бугарска, нели викаат ги спасивме бугарските евреи. Значи македонските не се бугарски, така? Значи Македонија не е бугарска. Фала, пријатно. Значи пак признавате дека не сме бугари и не е Македонија бугарска. Па одат до такви извитоперувања, кога ќе се фатат во кога ги фатиме дека нема веќе каде да избегат, велат, а зашто вие не ги спасивте? Како сега, вие окупатори, главни сте тука, вие водите администрацијата, вие сте војска, вие сте полиција, македонците требало да ги спасат. Јад Вашем, институцијата во Израел која што го следи тоа, кој бил така евреите ги нарекуваат праведници во Втората светска војна, луѓе кои што навистина се потрудиле или спасиле евреи, признава, ми се чини, 10 имаме македонци, признати се, пишани во Израел, како праведници. Значи, и под окупација македонците па успеале да скријат по некој човек. Так. Кај нив се исто 10-20 души, и тоа се тие баш неколку од владиците, тој Пешев и други луѓе кои што биле директно вмешани. Инаку државата како таква, таа е бугарската униформа, имавме ние дури во партизанското движење,
од евреите и Естреја Овадија Мара е загината од бугарски куршум, а друга партизанка беше Жамила Колономос, кој што на стари години даде интервју тоа за BBC, британската Broadcasting Corporation, кај што вели, мене буквално фамилијата ми ја зема бугарски војник со бугарска униформа. Нема што тука нема никаква двојба нема за тоа. Гоце, ова е документот што излегува за прв пат. Да. Види се, за прв пат во јавност вака. Во јавноста, добро, меѓу... Така, инаку е објавен е документот во сега ќе ти кажам, само да видам 79 на страна 354-355, ете ги долу страниците, од оваа книга, која се вика Бугарското управување во Вардарска Македонија 41-44 година, зборник документи. И тоа е самите си издале во Бугарија. Кажи ја погоре малку повисоко. Не знам дали се гледа. Да. Значи, таму е објавена. Сега многу е важно, ако видиш на крајот Ицо, пишува ЦДА, најдолу, тоа ЦДА значи Централен државен архив. Тоа е бугарски. Ова КМФ не знам што има, нели, архивски брои и така натаму. А под него стои ДАРМ. Тоа е Државниот архив на Република Македонија. Значи, овој документ го имаме и ние. Сега јас по своји канали се обидувам да го најдам факсимилот, значи оригиналот. Така да биеме да можеме да го ставиме на интернет, да малце да го прошириме меѓу јавноста. Меѓу јавноста, да. Да. Сега, значи, вели вака. Позив, значи повик од германскиот командантство до населението во Македонија за подкрепа на против, срешту значи против, советските војски кои што се настапуваат. И сега почнува документот со не българи туку, македонци. Значи германците не се обраќаат со македонци. И вика, да. Чекај само јас да не знам како некако да го намалам кај мене. Добро. Зашто го имам целото преведено, да не преведувам сега директно, туку да го читам, најлесно така ќе ми биде, а и за гледачите по-брзо. Значи, вика вака. Документот вели вака. Македонци, како веќе многу пати во историјата, вашата земја повторно се наоѓа во опасност да биде прекриена со ужасите на војната. Една подла подкупена од Москва бугарска влада си ја предаде земјата. Германците го велат тоа. Без да покаже спротивставување, таа дозволи советските орди да навлезат во Бугарија и сега болшевизмот надвиснал како голема опасност над вашата родина. Болшевизмот е најгрозната опасност што досега ја заплашувала Македонија. Господарите на Кремљ и нивните агенти во земјата се обидуваат да ве убедат дека Русија е заштитничка на сите словени, дека ќе ги остави недопрени вашите народни особености и вашата вера. Тоа маскирање на еврејскиот болшевизам е крваво исмејување. Никаде во светот народните интереси не се потиснуваат побрутално отколку во советска Русија. Никаде во светот една религија, верата во еден бог не се гони како што тоа се прави во Советскиот сојуз. Денешна Русија не е веќе мајка Русија од порано. Убиства, терор и грабеж се методите преку кои се гради моќта на Сталин. Убиства и терор се методите на бандите кои што со англиска и болшевичка поддршка од нивните скривалишта во планините навлегуваат во вашите села и го разграбуваат имотот. Значи, ова се однесува на партизаните наши. Ќе му помогне ли Англија на измаченото македонско население? Прашалник. Не, извичник. Англија има само еден интерес, да сее немир и несогласие во земјата, за да ве насыска еден против друг. Таа ги поддржува партизаните, без разлика од какво политичко обединување се тие. Со оружје, борба, залихи со храна и пари. Сега тука ќе застанам само да потенцирам. Без разлика од какво политичко обединување се тие. Да. Да запаметиме, Ченто не е комунист. Така. И британците многу добро знаат дека македонците не се само комунисти и не се борат за комунизам.
туку за национално ослободување. Да продолжиме. Таа ги поддржува овие бандити на кои што заради нивната мрзеливост полесно и попријатно име да убиваат и плячкосуваат отколку секојдневно да си го заработуваат лебот со трудот на сопствените раци. Англиската пропаганда ви кажува дека Англија прави се за ослободувањето на вашата македонска родина. Тоа е една подмолна лага. Затоа што англиска болшевичка. Па, ајде, и едното и другото. Затоа што во тој момент Велика Британија и СССР се во сојузници. Затоа германците така настапуваат. И против двете, нели, сили. И сега вика, тоа е една подмолна лага, затоа што уште на конференцијата во Техеран, се мисли, значи, на конференцијата меѓу сојузниците Черчил, Рузвелт и Сталин, одржана ноември-декември 1943 година, таму го предаде и продаде целиот Балкан на болшевизмот. Единствената сила која што може да ве спаси од ужасната тиранија на болшевизмот е силната рака на германската војска. Кон тоа се присоединува вашата собствена и решителна воља за спротивставување на еврејскиот болшевизам. Англиската и болшевичката пропаганда во содејство со предавничката влада во Софија се обидуваат да ви представат како веродостојно дека секако спротивставување на советите и советските банди било бесмислено, затоа што наводно германците веќе ја загубиле војната и намеравале да се повлечат од Балканот. Тоа не се става ни под знак на прашање. Вие најдобро го знаете тоа. Вие гледате како секојдневно нови германски единици брзаат кон фронтовите за да ја зачуваат вашата родина. Од пред извесно време Германија води една чисто одбранбена војна. Нејзината смисла е поможност на противникот да му нанесат најголеми загуби и да ги зачува собствените сили за решителниот удар. Целата моќ на германска индустрија со месеци наназад е пренаменета во продукција на тајните оружја, од кои што првото В1 со уништувачките удари врз Лондон и Јужна Англија ги исполни со страф и ужас срцата на англичаните. Само во Лондон, како што соопштува англиското радио, од упалјањето на В1 ракети се тие, се повредени околу 900.000 куќи, така што тешко ќе бидат несоодветни за живење преку надоаѓачката зима. Лондон има интерес да го премолчува бројот на сосема уништените куќи и индустријските заводи. Со најголем очај, плутократите и болшевиците испраќаат безпоштедно неспоредливи маси во борбите за да ја истргнат победата од нашите раци, пред да почне дејствувањето на новите германски оружја, но ништо нема да им помогне. Дури генералот Ајзенхауер, главниот командант на англо-американските војски на Западниот фронт, после поразите што ги доживеа кај Анхем, објави дека веќе не гледа можност да го предскаже исходот на војната. Ова се однесува кога напаѓаат, нели, американците и британците од западната страна преку Нормандија. Има еден период кај што германците прават контрафанзива и настапуваат повторно кон Франција, но тоа е краткотрајно. И крајниот и најважен дел. Германската победа е сигурна, велат. Германија дури и не мисли да се повлече од македонското пространство и да го предаде на населението незаштитено на советите. Германскиот војник од годишната борба и преку стекнатото искуство ги познава болшевиците. Тој ги запозна ни во Русија во целата нивна бруталност. Затоа тој се бори со сета сила и жестокост против се што е болшевичко и еврејско. Дали тоа се советската армија, бандите на Тито или убиците подполувачи на Фадил Хоџа, ова е најважното, национални македонци. Значи, така ни се обраќаат германци. Поддржете ја таа борба на германскиот војник против болшевичките разбойници и болшевичката опасност на истокот. Само така вашата земја може да го добие посекуваниот мир. Само тогаш вие ќе можете мирно да си ги вршите своите работи, само тогаш вашиот живот и вашиот имот ќе бидат зачувани. Германија нема никакви претензии во Македонија, после војната населението ќе може слободно да реши како да ја уреди својата политичка и државна иднина. Германскиот војник е пријател и заштитник на македонското население. И ете најдолу од каде е земен документот. Значи, национални македонци, и сега за гледачите и за слушателите да потенцираме и да направиме една паралела. Во дело тоа што ни го прави Европската Унија, а во најголем мерка Франција и токму Германија денеска, и фон дер Леен доаѓа кај нас, и од говорниците на нашето македонско собрание ни собраќа со македонци, ни вели македонски јазик, ама во дело им дозорувам бугарите брутално да ги негираат нашите
најважни идентитетски маркери. Значи, истото и тогаш, национални македонци, ама од друга страна, на бугарите ќе им дозволиме да ви прават што сакаат. Така да, историјата се повторува. Ако не научиме, тешко си нас. Ајде, Гоце, да го заокружиме подолго интервју, долго интервју. Каде сега има заедничка историја со македонците и со бугарите? Каде во што, каде се тие допирни точки од ова што прикажавме сега? Каде може да се најдат допирни точки или пак евентуално нема ништо ние заедничко со нив? И јас и пред да почне било какво потпишување на било каков меѓудржавен договор и формирање на комисии и така натаму, сум рекол многу пати, пак ќе повторам. Секој народ, ако гледаме така, секоја нација има заеднички точки во историјата со сите соседни своји народи. Но секој има своја историја. Секој народ, секоја нација некако дошла да стане нација, таа има сопствена историја. Како бугарската, така македонската, така српската, така германската, грчката и така натаму. И секоја има право на сопствена историја и да ја излучува, и да ја истражува, и да ја обзнанува, и да ја шири, да ја учи, да ги учи на неа своите нови поколенија. Нема право ни една соседна или поголема или посилна или било каква држава да ја наметнува на друга држава и друг народ која историја и каква историја да учи. Особено не историја која што буквално е асимилаторска, е подчинувачка, е понижувачка и е орудие преку кое сака Бугарија да го оствари она што, како што гледаме, не го остварила во Втората светска војна. Значи, истите работи, да не се лажеме, тие што малку познават историјата на Втората светска војна, бугарите истото го правеа во Македонија. Затоа е важно да се потенцира дека македонските партизани со тоа што ги именуваа своите партизански одреди по името на Гоце Делчев, ми покажува на бугарите дека не сме ние бугари. Вие лажете. И еден друг документ исто што го имам објавено поодамна и почитуваниот Светозаревич Покорни го објави во неговата книга е од истиот зборник, каде што се фатени македонци уште 41 година на Илинден, бугарската полиција ги уапсува со слики на Гоце Делчев. И кога ги испрашуваат што е сликиве, зошто ви се? Затоа што Гоце Делчев е македонец, не бугарин како што вие не лажете. И Македонија е на македонците, и Илинден е македонско востание за борба за Македонија. Гоце Делчев се борил за Македонија, а не за Бугарија. Тоа им одговарале. Уште 41 година. Така да преку меѓудржавни договори пред се да се санкционира историја е непојмливо. Мислам, и во Преспанскиот договор, некој да ти кажува ти во членови на некој си меѓудржавен договор, ти си ова во историска смисла, а ти си ова, тоа е невидена работа. Не знам каква војна да сме изгубиле ние, тоа не би требало да се потпише, а не па вака. Кешки многу пати е речено да изгубевме војна, па да се случуваше ова, а вака е непојмливо. Ама за жал не се случува. Гоце, благодарам многу, се надевам дека направивме добра работа и ќе стигнат овие документи и во Република Македонија и во Бугарија, па сега полесно е со овие со социјалните мрежи и на секаде на светот, навистина вредни работи објасни и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму да соработуваме и да правиме вакви убави интервјуа. И што ти благодарам од се срце, поздрав до тебе пред се, до сите македонци во Австралија, до сите наши слушатели, гледачи, до сите македонци во светот и особено во нашата Република Македонија. До гледање.